Здраво дечки, еве сме во уште едно видео за C-Sharp за напредни работи. Го викам напредни, иако може би не се толку многу напредни, бидејќи нема дојдено до толку напредни теми, меѓутоа се понапредни од оној прв серијал, како и да. Во ова видео ќе позборуваме за или на македонски енумерација или како и да е веќе македонски термин за истото. Пред да започнете да го гледате видеото или било кое наредно видео, значи прочитате го ова што го имам пишано. Што се насмеав пред некоја секунда, гледав некое видео и приметив дека тој збор значи го употребувам можеби повеќе од потребно и еве од сега натаму ќе се обидам да не го користам толку често. Иако значи повторно значи само од себе кога нема што да кажем иде значи. Доколку редовно ги следите видеата, ако не ви е тешко, значи повторно значи кликнете едно subscribe за чисто да се преброиме колку сме и што сме. Во моментов на снимање на ова видео еве и се 692 сабскрајбери. Да видам колку беа видеа во серијалот за напред, значи 15, ово е 16. Океј. Ајде да се фатиме за работа. Енумерацијата, што ја велиме, за креира се пуснат збор enum, во суштина ни е листа од така наречени именувани константи. Ајде да копираме ова во Visual Studio Code, во Visual Studio и да видиме за што станува збор. Практично, за да не објаснувам многу теорија. Енумерацијата овдека не може да ја ставиме, значи во метода. Што гледате, ќе ни се буни овдека црвено, ќе ни стане, што гледате. Да ја извадиме тука, може да биде или директно внатре во рамките на namespace-от, или во рамките на класата, или евентуално докато има структура во рамките на структурата. Ајде да ја ставиме во самиот namespace, за да не биде достапно во сите можни, да речеме, класи што ќе ги имаме во namespace. Ајде ќе му ставиме едно public, нека биде public. И кој што гледате, имаме една енумерација, исто како што е класта, кој што гледате на public, клучен збор enum и името на типот како што не беше во случај со класта, овдека е енумерацијата, ќе ни се вика week of days. И внатре имаме 7 константи. Сите денови од неделата, од Monday до Sunday. Од левата страна имењата, а од десната страна ги имаме нивните вредности. Ајде да отидеме во документот, мислам дека потоа ги печатев, да. Ајде да го ископираме и ова. Да испечати. Во првиот случај печатиме директно што ќе пристапуваме до енумерацијата, нешто со dot операторот, како да речеме кај статичка класа, и имаме weeks of days и речеме дека овде да имаме, значи ова како да е static класа, а овдека да имаме static промен точка Monday. Ова ќе ни го испечати во консолата Monday. Докато го кастираме ова во integer, бидејќи десните вредности ни се интеджери, кастираме во integer истиот weeksofday.monday, ова ќе ни ја кастира вредноста што од десната страна, нулата, ќе ни ја врати нулата и со тоа ќе ни испечати на биде нула. Докато го ставиме овдека Tuesday, ќе ни биде единицата. Да го видиме тоа. Океј, како што гледате, во првиот случај, кога одевме директно weeksofday.monday, ова потоа бидејќи ова очекува WriteLine string, ни се, да речеме, кастира во string и ни печати Monday, значи како string. Во вториот случај, исто како string, имаме 0. Океј, да видиме што има наредно во текстот. Добро. Се вратиме во Visual Studio. Гледате дека овдека од десната страна имаме означена вредност за секоја константа. Значи не мора да се овдека поред, може овдека да имаме, не знам, рандом 11, овде 52, овде 33, како и да е.
Не мора ни да е првото поголемо од второто. Гледате работи. Меѓутоа може ова и да го изоставиме. Може скроз да ги избришеме, да ги тргнеме од сите. И тука, запретица изодов. Избришеме и тоа и ќе го избришеме и ова. Со ова под дефолт енумерацијата ни започнува од првиот елемент со 0 и потоа секој наредно ќе ни биде зголемено за 1. Ајде повторно да статуваме програмата, ќе видиме дека ќе ни се испечати скроз идентично како во претходниот случај, кај што да триме на Monday и имаме 0. Значи, првиот под дефолт ни е 0, а секој наредно е зголемено за 1. Значи, во првиот случај имавме вредности за секое, во вториот немавме ни едно, меѓутоа има и трета опција да ставиме само на првиот елемент вредност, речеме ќе има Monday единица, и со ова секој наредно ќе биде зголемено за 1. Значи ова ќе биде единица, двојка, тројка, четворка, петка, шестка, седмица. Од 1 до 7. И сега во овој случај гледате има повторно Monday, меѓутоа во второто печатање имаме единица. Океј, да видиме што има наредно. Добро. Се вратиме во Visual Studio. Ајде ќе ископирам линијата. Чисто да биде идентично како таму. Па не може тука да го направиме. Треба да биде надвор декларативна. Овдека може да декларираме променлива од типот на енумерацијата, како што гледаме на public, weeks of days, day, и потоа прима вредност, како што гледате, weeks of day, и му додадуваме вредност Monday. Да видим како тоа со како да крстив само променливата, day беше, повторно public, weeks of day, добро, day, и кога ставиме еднакво кога што гледаме IntelliSense ни дава дека треба да ставиме вредност week days, и потоа може да избереме една од овие вредности. Што гледате овде по различен ред да се подредени сите вредности. Повторно нека стои Monday. Океј, потоа овдека ова го немам пишано, може да правиме проверки со истото. Day, зашто не ми да? Public, требаше може статик да е, бидејќи статик метода. И нема пристап во статик методата ако не е статик променливата. Добро, еднакво на и гледате weeks of day и може да провериме дали е Monday. Ако е Monday прави нешто, ако не прави нешто друго да речеме. Океј. Да се вратиме повторно во документот. Да, имаме овдека учите нешто, доколку имаме потреба, може сите или имиња или десната страна вредности да ги извртиме со една for each да правиме нешто. Еве во првиот случај ги вртиме значи сите имиња на константните. Ова метода enum.getNames ќе ни врати array од стрингови, ако не се лажам, да, што гледате string array враќа оваа метода и ќе ни ги врати во една низа од стрингови сите имиња на константните од во оваа енумерација, односно во енумерацијата што ја правиме овдека type of и weeks days, кога има од тој тип врати ни низа од стрингови. И потоа со еден for each ги вртиме таа низа и ги печатиме тие вредности. Ајде да видим како тоа изгледа. И како што гледате овдека од Monday до Sunday ни се испечатија сите вредности. Исто како што може да ги извртиме сите имиња на константите, може да ги извртиме и сите вредности. Ќе вртиме integer. Речеме num се викам. Ќе види тоа и овде ќе речеме само get. Values како што гледате има метода. Океј, се е уред. И како што гледате сега имаме од 1 до 7 сите бројки испечатени. Добро. Тоа го поминавме. Што имаше друго? Да, за парсирање има малку. Ајде да видим и ова. Се вратиме во Visual Studio.
ова да речеме ќе го тргнеме. Ова нема да ни работи сега, да го изчистим малку само секунд. Ова е тука. Ајде ова ќе го избришеме, бидејќи го имаме веќе горе. И мислам дека да, нема веќе грешки, видиме што правиме сега. Значи имаме, може да тргнем ова вредност, да речеме да нема вредност, окей. И сега велиме, значи повторно до ено класата, велиме точка try parse, што сакаш да парсираш, weekdays, и пробај овој стринг овдека, 0, да го испарсираш во day променливото. Мислам дека бидејќи ни почнува од единица, ова треба да падне. Ајде да видиме што ќе се деси. Ни се испечати 0. Day, ајде да пробаме со единица. И сега, како што гледате, имаме Monday. Значи, ни работеше парсирањето. Значи, бидејќи ни почнуваат од единица, кога велиме пробај овој string 1, да го парсираш во weekdays, вели, значи имам овдека нешто со вредност единица, тоа може да ми биде weekday, значи биде Monday. И мислам дека тоа е тоа за ова видео. Се мислам дали сега или понатаму да снимам уште едно видео за енумерација. Значи, што гледате, под тема стои овдека. Овдека ќе зборуваме за, значи имаме можност енумераторот, кога ќе му доделиме еден атрибут овде горе flag, со ова променливата овдека days може да односно може да прима повеќе од една вредност со користење на bitwise оператори и нешто слично, тоа малку понапредно. Треба да смислам како убаво да ви го објаснам, бидејќи се малку, што реков, посложена тема. Така да тоа видео ќе го најверојатно осмислам убаво и ќе го снимам деновите што следат. Така да дечки, до тогаш бидете ми поздравени. Поздрав!